Здраво, дечки! Ова видео ќе ви снимам се што имам накупено од периферни уреди, почнувајќи од 2017 па се до денес. Еден куп има. Некои чинат, валјда некои не чинат, ама генерално и да чинат, јас ќе сакам да купам ново. Не е убото, ама јебика. Овде имам, значи, се и се што може да се види. И си го викам ова отдел за технологија. Овие два звучници ги имав купено во 2017 од Jumbo. IGMB. Имам и други работи купено од IGMB, маус и слушалки и така натаму. Значи се уклучуват со ова USB-то и ова каблето. Сега кој се оди во соодветниот порт се знајто и при тоа назад на едниот звучник имаме како тркалце што служи за појачување и намалување на тонот. Сега има 2018. Пак друг од IGMB, маус кој што спомнав преди. Еве ни слушалчиња. Своевремено си има и преничиња, валјда се викат тие овде како што се на слушалчињата, на си скинати, се одамна, немат никакво појачало, само се става и се слуша. Се регулирате тонот од компјутерот или од компјутерот. Ша реков бе, од компјутерот или од телефонот, небитно. И ова превоснукалчето за чистење на тастатури. Значи има вакво, или може да се чисти со четките. Треба да ја пуштите на компјутерот и за да работи. 3 брзини. Хайк и лоу, т.е. две се. Хайк, оф и лоу. Овде се вади ова, има кон брекиче од превосмукалка. Од 2019 не можам да се сетам дали сум имал купено нешто, така да продолжуваме со 2020. Да, во 2019 ги имав купено овие слушалки, расипани се и фрлени се. На почетокот во 2020 ги купив овие црвени слушалчиња, и тие со Jumbo, и тие се IGMB. Пак имаме слушалки IGMB. Овие слушалки се со Bluetooth и може да... Еве ги како изгледат, тука се пуштат, тука се гасат. Овде имате за дугмиња, за... Чекај да видам само зашто беа. Знам дека беа за следна песна, друга песна, претходна, за намалување, за сколемување на глас. Сега, може да се користат и со кабле, ако неките да се користат со Bluetooth, и ова USB-нце за полнење на самите слушалки. Добро. Следно имаме маус M136. Овде е црн, а овде е бел. И дури фискална сметка имала внатре. Добро. Иначе бил купен на 17.8.2020 година. Во 2021 година го имав купен овој комплет на тастатура безжична со безжичен маус. Ама ми се зафркна маусот. Тастатурата се чини и ги пензионирав. Купив нови.
А то се Backlit Optical Gaming Mouse GM203. Ова е тој. Значи кога е пуштен, компјутерот си менва бој самиот маус. Еве како што можете да видите. Тастатура Rainbow Gaming Keyboard KB302 и таа е од Strike Me. Еве ја овде. Има една мана, не му се гледат буквите и бројките кога е темница. Купив кулер. Еве го тука. Купив и USB hub од HDMI е тој. Го имав порано, сега тогаш мислам дека имав купен од помалиот или ист ваков беше, тоест ова е да не е помалиот, има па голем, да. Ваков имав. Овие звучници, кафеави, ги имав купено негде април-мај 2021 година. И тие се уклучват, значи со вакво и со USB и имаат за попуштање и за зголемување на гласот, не на самиот звучник, туку си имаат посебно. 2021 пак нови слушалки од IGMB. Значи можете да видите како пола работи ми се мене од Jumbo купени. Овие се со микрофон. Имат за чека брекај си за појачвање и намалвање на тон. Овие каблите, црвениот му е за микрофонот, ова црното за слушање, браво Дејан. А ова USB-то кога се стави, слушалките светат, имат ваква сина боја. Му има вкладено SSD на лаптопот. Исто во 2021 има вкупено и едно вакво ламбиче. И уште едно си купив во 2022. Зошто ги прикачвам овде, ако не кем да сум со сијалица, се нанова светлото на самата тастатура. Исто во 2021 имав купено објектив за сликање, ова му е штипчето на објективот, ова е самиот објектив. Значи има и капачиња за не се оштетва. Имаше и крпче за пришиње, не знам кај ми е. 2022 мауспад и ова чантата за лаптоп. Ова е бонус, ова го имав купено во 2016 година и е разделник на слушалки и на звучници, како сакате да речете. Вадното, например, можете да ставите левиот звучник, војниот десниот звучник и ова да го поставите во вашиот компјутер. Јас на ова имав поврзано два звучници. И тоа е тоа, дечки, се за ова видео.